Po 30 години Виничкото јавно предпријатие ја набави првата механизација. Последен пат нова опрема во возниот парк на ова јавно предпријатие влегла во 1989 година и од тогаш до сега никој не се сетил да инвестира во она кое е неопходно за нормална работа на предпријатието. Првата инвестиција во висина од 4,3 милиони денари е направена дури сега. Ставам збор конкретно за ровокопач, кој што е грант, дел од средствата се грант од Светска банка, тоа е 2 милиона и 600 илјади денари, додека останатите 1 милион и 700 илјади денари се обезбедени од буџетот на општина Виница. Возниот парк на Виничкото јавно предпријатие е еден од најстарите и најлоши не само во регионот, туку и пошироко. Од тука напорите на општината се насочени токму кон негова обнова. Наскоро очекуваме да добиеме и мало возило за собирање комунален отпад, кое што ќе го користиме во тесните улички на градот Виница и во населените места. Исто така очекуваме напролет да добиеме и повратна информација од јапонската амбасада дали ќе ни биде доделен грант за мини багер, со кој што уште повеќе ќе го зајакнеме нашиот возен парк и да има поквалитетна услуга за граѓаните. Освен оперативната механизација, речиси целосно се амортизирани и теренските возила, особено на водоинсталатерските екипи. За поправката на дефекти да не биде доведена во прашање, во планот за јавни набавки за наредната година ќе се предвиди набавка на 2 пикап возила. Сево ова оди во прилог на еден сосема поинаков однос и третман од страна на општината кон најзначајното јавно предпријатие во Виница, со чија работа се врзани голем дел од потребите на граѓаните, а чија надлежност е на локално ниво.